Здрават, Лајчо. Мајчина душица пијам денеска, тоа е класика, многу ми е омилен овој чај. Со нас е од првиот ден, тој е еден од најголемите пријатели на шоуто. Ние па сме со него уште од раѓање. Тука е да ја промовира својата најнова книга Облечен човек. Тој е омилениот човек на цела нација. Се разбира, знаете за кого станува збор. Игор Џампазов! Игор! Да ти разрешам една дилема веднаш. Хајде! Зошто влегуваат по две? Ај, кажувај. Па едната муцка, а другата прави ленивциња. После оваа со прави се ленивциња муцка, а оваа со муцка се прави ленивциња. Игор, каде И кога излагаш ќе снема и ти, бе? муцка и ленивциња, излегуваат надвор. Така е. Ау. За тоа сме плюс 18 години. Кој е плюс 18? Да? Да, бе. Тата Ево што има. ми каже. Ќе дојдеш и гол. Секоја година доаѓаш, мене секоја година ми е се поубаво и поубаво и секоја година правиме и нови муабети. Така е. Така ќе биде и овој пат Така е. и ќе фатиме од таму од Исус ке грабнеме. Ти влечеш корени од Стапар, Војводина. Стапар е луѓе место многу северно, така, во Србија. Од кај се тоа? Од кај се овие војвоđански корени твои? Па не дека водам корени, само татко ми Џамбас по грешка е роден во село Стапар, Војводина. По грешка. По грешка. Значи, неговиот татко, мојот дедо, 35-та година некаде на крајот, зборам за 1935 година, значи пред многу години, имал вишок на напредни идеи во својот мозок и бил пратен на превоспитување да биде селски учител, што подалеку од Штип. Селски учител. Селски учител. Добро, да. добро. Татко ми, после 6 месеци, си се вратиле во Штип, завршила казнава на дедо ми, Добро. и он никогаш не бил во Стапар, ама јас затоа 87 година не сакајки бев во Стапар. И тоа по случајност. И тоа по случајно. Бевме со драмски театар на Стерино позорје во Нови Сад и требаше да гостуваме во Сомбор. Решија да не сместат во хотел во Апатин, 35 км од Сомбор, таму да преспиеме, а вечерта да играме представата во Сомбор. И дојавме ние во Апатин, во единствениот хотел. Јас во тоа време бев многу влюбен во една Сања од улица Иван Агоски и морав да исјавам, пошто сипаници добијав ако не ја слушнем веднаш дневно. И знам дека му ги оставив торбите на Дади покоен ми беше цимер и татко телевизиски. Му викам, одам јас со Сањачка да си направам муабет, ти смести ме. Го гугавме на телефон така 10 минути, од кои последните 3 беа само се враќам во хотелот и тој рецепционерот кој што го побудалеа театар Дживе кога влеговме, му викам, јас сум од театарот што дојде сега, во која соба сум? И он ми вика, кој театар? Викам, драмски. Отишли они? Како бе отишли? Ме забораиле. Јас дека најмлад се изборив да спијам на последните 5 седишта во автобусот. 35-6 души на турнеја. Така. За да си бидам мирен позади. И се нервозни, гладни, не мрцварат по хотели, никој не забележал дека ме нема. Ау. И ја му викам, добро, а кај отидоа? Оставили некоја порака? Немам појма ми. И што правиме се? Може ли да дознаеш некако? И почна да врти од телефони по околните хотели од Апатин. И коречта се насмеа. Нашо сам И их. најдов. Да, каде се? Бања Јунаковиќ. Ај, викам, супер. Викни такси. Нема такси, вика, у граду, никад nije ни било. Добро, автобус. Последниот автобус вика у 9, вечерта тоаш 3. И викам, како да се, колку километри има до Бања Јунаковиќ? Па 6-7. Па викам, идам пешки, 6-7 километра, јас со Игор баци на времето од хотел Бистра, Маврово до Боштанското. Си тепаше тоа онака. онака. По снег. Ми направи мапа човекот. Добро. И тргнав да ја најдам Бања Јунаковиќ. Одев едно 45 минути и гледам од десна страна Стапар, 500 метара. Еве го. И предпоставував што направи, влегов натре. Влезе и Татко обара ми не нешто, бил, најде... ама ништо брат, као од песните на Балашевиќ, една права улица, лево 10 куки, десно 10 куки, едно чиче со бастунче пие пиво пред кооперација. Добар дан, добар. Он ме гледа вака, турист не сум, пошто таму Нема такви работи. не беше јасно што свика што бара овој во Стапар. Талични И тол. сега истава приказ да му ја раскажувам и нему.
Он ме зема за рака, ме однесе до првата кукичка што беше врзана со кооперацијава. Ме запозна со еден чичко што имаше скоро 100 години со ордења од сите светски војни на него. Му ја кажав и него приказката, ме зема за рака, ме почасти една крушковача и на излегување ми ја покажа куќата во која е роден татко ми Џамбас. Добро. Вика овде ти е роđен. Ова био еден чокалија, таа или не е био Џамбазо, таа е био Николич. Тоа што времето им ги именувале. Ова, но важно, јас ја видов со своји очи и цел среќен. Кога стигна во бањата Јунаковиќ, му се јавив на Џамбас, не можев да го добијам, да му кажам дека сум било. Го барав неколку пати, не го најав и после 3-4 години му соопштив дека сум бил во неговото село, а он ми рече: "Аха, си бил, ташак, сармаси." Тоа татко ми Џамбас го потребува цел живот и никогаш не сватив што значи ташак, сармаси, ама штом е испомешано од ташак и од сарми, нешто така, не е баш... Не е баш пријатно. Ташак, сармаси. Ама не. Сериозно, мене ми беше многу мило. Мислам, јас се осеќав као да сум го открил гробницата на Александар Македонски, така се осеќа. Тој што ти кажал имал 100 години, бе, не оставаш мала варијанта да си лупнал он. Татко ти? Ова куќа. Нема, ама тие се куките. Сега ти кажам, што беше фасцинантно? Што селото се знае во селото 100 години. Ова е пошта, ова е амбуланта, а овде живи учител. Така. Така да и 80 и некој после 50 години кога бев ја, истата куќа беше на куќата на учител. Така, во книгава посебно има полно работи за твоите авантури со жени. Така, сега да не откриваме многу, ама си бил така женкар, да речеме, што е нормално јавна личност, нели се тоа. Има ли некоја жена што вака имаш удрено кејфа, никогаш не ти се остварило тоа? Некоја позната да е уште полно? Од Поновиве? Така да ти е. Од Поновиве? Да. Да, што се рече тука прошлата емисија? Нина Бадрич? Со Кременадлад. Со Кременадлад? Инаку да ти кажам, не знам зошто, али хрватице су ми у крви. Има нешто, Северина ја сакаш или не? Не бе, ти ја сакаш. Сега кога беше последната златна буламара, ме викна Ранко да ја дадам 3 награди на Северина. Нели доби за пејачка, за најдобар порнофилм, што доби таму? Так. И она профи дента посакала да имаме проба во 12 во универзална. Одиме, демек да пробаме како ќе ја дам наградата и да смислиме некој штос. И дојде брат направена кој за нова година у 12 на Пладне. Кога влезе универзална, све застана. И проба, се расипаа звучниците, миксетата, исчуре, све. И додека јавно се договараме, асистентот мој не слика. Добро. У сите пози. Како се договараме. Чувени е тоа. Да, како се гушкаме, како се... Не испослика, заврши нашиот договор, почнала да си ја проба песната, а јас и Трендафил си заминавме на кај паркингот и кога влеговме во кола, ми кажа: Старо ме вика он. Старо, да знае ова Северина колку го имам тинкано на неа, од жалке ми дај. Explicit content. А тоа Џамбо, толку многу вака авантури да ги речеме со девојки. Си го кркал некојаш? Немиен? Сум го кркал, да. Да, имало такви работи. Сум го кркал во Јавна личност, секакви ти доаѓаат. Брате, многу е просто бе, во Дојран јадеш дојранска риба на трска. Добро. Во Охрид јадеш пастрмка, во Тетово јадеш граф, во Прилеп јадеш ширдем, во Битола јадеш кјотек. Покркав еднаш дебело, не сакав да ја правам тогаш голема, ама најстрашно беше што го кркав, а не го направив тоа заради што го кркав. Ама бе? И од кога ми скрши од кјутекот, кога дојдоа полицајци да ме смируваат и ова, од кога ги бркаа низ град со комбиња, со марици, со ивици, со ова се, седевме истепани со дотичната, дојде началникот на дежурниот на полициската станица, направија записник, све ме болеше, брат. Овде имав 3 подлива, имав напукнато ребро, колата беше хаос, искршени ретровизори, се. И на крај, газдата на кафичов пред кој се случи инцидентот, ми даде клучеви, вика во онаа кула на 9 спрат има станче, оди одмори се и барем направи го тоа заради која јадеше кјотек.
И отпосле го направив. Значи, видиш се. Ама го направи. Ама мора, па како сега? Ама го направите, да не биде за чабе. Како? Браво. Нема. Браво. Ама знаеш како? Еј, не ме фаќа за глава, ме боли. Така. Ти не ме стискај толку многу. Не ти било некад страв да не закачиш нешто така, пример, една, друга, трета, десета? Да ти кажам, брат, у моје време, да ја понудеше на некоја женска да водите љубов со кондом, Добро? ки си скинеш од смење. Да, Ама многу сладко. така. Сега некаде 80-тите, кога е таа најпромискуитетна деценија во мојот живот и воопшто во животот на мојот град, што кажу Срби, кад ни се знало кој че кога и тоа, имаше страшни работи. Значи, се што пишува во енциклопедија што може да се закачи, закачи. Вам? Педикулис, пубис, пицаизли. Не знаат децава што се пицаизли? Едни така со милион ноги. Знаете ли бе деца што се пицаи? Не знаат тоа. Не знаат бе, кај Не. знаат. Ама за нив не помага ни кондом, брат. Џабе. проби ја тоа, рипа. Каде би ги пицаи за закачиш ити, мајка? Кај закачи? Каде бе тоа? Made in Българија. Бугарски? Бугарски, брат. Најлошите. Знаеш какви беа, коврапчи. Бугарски и што е најстрашно, ги фатив од Бугарка во Маврово, а после 10 дена бев на турнеја во Бугарија. И таа една што ја пикирав од претходната турнеја дека ќе ми биде пријателка на ноќта, сама ме викна во гардеробата, ама јас доле више имав Кракатау вулкан кој сакаше да излезе, и никош не свати женската зашо ја откачи. За нејзино добро бе, за твое добро мори будало едно, за твое. Да. Ти тоа цело време си викам. Едно од најдобрите пренкови што јас видам чуено во историја, сега ќе го замолам Миги да ви ја каже, е поврзано со Сида и еден твој многу добар пријател Бранко Ѓорчев. Да, тоа е една од најубавите приказки веројатно во книгата за мојот колега Бранко Ѓорчев. Ние учевме академија заедно за глума 4 години и стварно станавме као браќа бевме. После работевме уште 5-6 заедно во драмскиот театар. Ама он беше медиум, он беше онака кога ќе го видиш, добиваше желба да му направиш пренк. Ама, знаеш како. Во нашето бифе во драмски театар имавме еден газда Крап, Да. Владимир Крапчев, легенда, кој го држеше бифето и кој ги менуваше конобарките во зависност од тоа колку бргу му даваат. Значи, ако некој ја издржи 3 дена на работа, Добро. значи свршила работа со Крап, а ако не издржи, одма си оди за 24 сата. И дојде една вечер, Крап донесе една со псевдоним Жаки е во книгата. Жаки, имаше газови брат, како што би посакала секоја старлета денеска со пластика да направи, она ги имаше оригинал, онака ќе излезат од фармерки. И Бране прв пат која виде вика, леле брат, не знаеш како се палам на овакви, неа. И истата вечер ја собра. Опа. Јас го однесов Крап дома, пошто беше ранет во лево крило, а он ја однесе неа, Така. во пегличката. Со пегличка. Да. Сабајлето не ми пријави ништо, како поминал, што поминал, ама од неа дознав дека уште неколку пати се имаат видено Така. и дека провеле ноки заедно. И еден ден досадно пред проба, влегувам јас во театарот, во бифето, го наоѓам Дими Илиев, глумецот, си го повторува Така, текстот, така. нема никој во бифето, пред проба. И гледам дека зад чанкот има нова женска, викам Жаки, значи не издржала, паднала на притисокот на Крап и во тој момент влегува Бране. Седнува, пиеме кафе и ја гледа ова за чанкот и вика, кај Жаки бе, втора смена? И ајде ме го гледаме и пранкот проработува без да се договараме. Тука ти текнува на лице На место. лице место, брат. Слушајте се. И ние му викаме, што бе Бране, не знаеш? Што вика Бране? Па Жаки не е тука. Кај е? Па у Љубљана, у болница. Што е бе? Сида има, брат. И Бране само не погледа на нас двајца и само вака направи. Мајко моја. Сида ли е, викам, што ли е, кај ја закачила. Важно не е добро, ич не е добро. Мајко мила, стана од чанкот, почна да се удира, а Диме му вика, деве, Бране, па ти што се нервираш толку, божем си ја д***ел. Браво. А Бране му вика, па ја д***ел. И кидна.
Дечки, 2 недели го баравме за да му кажеме дека нема сида. Морав да му донесам жаки да му И не го прави да му тоа дома со покажам другарите. дека не е уљубljena, дека е жива и здрава. А не, се така ми зборите за да ме утешите, готов сум јас. Да. Не верувам. Браво. Ја подобре пренкот кога дипломиравме, секам 15 јануари, последниот испит го полагаме, дента не примаат собрание во Драмски театар, правиме журка, преспиваме кај него и јас сабајлето си избирам партарите, учевме кај него последните месец дена, требаше положиме неколку испити. Бевме многу блиски, стварно. И он веќе беше изморен од тие глупости што му ги правев. Ја му викам сега за опраштај дуго сеќање, едно за Final Cut еден да направиме. И јас се пакувам, он беше мамурен многу, му направив кафе. Викам ајде да ме носиш дома. И сега се испраќаме у неговото станче студентско, онака. Дипломиравме, нема веќе учење, нема веќе одење на академија. Одиме ми вика. И јас во тој момент, брат, да стаја раката тука. Ја му викам, само ти кажам нешто. И он кажи, малце ми е незгодно, му вика. Кажи бе брат, кажи браќа сме да му се не види шо и да е. Не, му викам добро, ај друг пат, ќе ти кажам лошо, ќе ме разбереш. Не бе, кажи бе брат, бе, те молам кажи. Бране, 4 години сме заедно. Не, подобро не ти кажа. Бе, кажи бе, вика, кажи сега, не завркавај, кажи. Нон-стоп мислам на тебе, те сонувам. Сакам да водиме љубов. И Бране со тие неговите околкорени очи и само почна да вика не! Па ја запука. Беше на 4-ти спрат станот, излезе, ја излегов на терасата, имаше една тераса, онака ред на тераси, и го гледам доле 14 цигари пуши пред колата. Да, а у тој момент се појавува комшивката од другиот влез и као здраво комшики. Врати се, Злато, врати се! Игоре, бе, човек, другар да не ти виде тебе. Не, ама он, знаеш како, љутината му траеше 15-20 минути. Па добро. И тоа, па тоа се веројатно работите што останува. Тебе гледаш колку време поминало, уште се свежи и добри за фрканци. Баш така. Вака сега, ќе ни требате и вие за една игра со Игор што ќе направиме одма после рекламите. Така да ајде тука размислете кој што како. Не ви кажуваме што е, само ни требаат тројца. Ете, толку ќе кажам, значи уште супер интересни муавети со Иги и плюс ќе ни покажи колку добар магионичар е. Токму така, веднаш по рекламите, фала. Ова ќе му биде тешко, мислам дека. Благодариме што ни го пративте ова. Ова е од гледачите. Беше наводниот најдобар фристайл рапер е овде тука со нас. Сега ќе го видиме како ќе се снајде со ова. Беше мајчина душица. Добро за варење храна и за да и за ако не ти се спие, да ти се приспие. Си измени. Има шанси да го. Секој да ја има во својот дом, за да се напие од неа кога не го паќа сон. И за тој што ја има маната, ќе му помогне за полесно да си ја свари храната. И не, ви треба шманска мушица, се што треба е да се напиете малку мајчина душица. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Празниците се уживаат со твоето омилено пиво по специјална празнична цена од 95 денари. Среќни празници. Овој даб е за тебе. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig. Er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte.
полесно со Игор Џамбазов, имаме супер муавет, ја промовираме неговата нова книга Облечен човек. Тоа е токму оваа книга. Тука, ајде, дај да ја видам, ајде, таа книгата Облечен човек. Иги, кажи ми, ова задутре излегува, така? Да. Задутре и од задутре ке може да си ја купуваат. Така е, Така, 15 каде? понеделник од 19 часот во Форца. Тоа е промоцијата. Тука е отворена промоција. Супер, Значи, кој по сака, регуларниот значи? дел е 1 сат, после 20 часот, Добро. односно веќе од 19 може да доаѓаат, да се ја купат книгата, да се потпишам, да се сликаме, да се дружиме Супер. и така. А инаку до нова година ќе има неколку промоции по овие ланци и маркети што ќе ја продаваат. Значи Веро, Тинекс, Тековно тоа ќе биде. интернеткнига.мк, во книжарницата на 3 Добро. и уште во 100 книжарници големи низ Македонија. Значи ќе биде достапна стварно Супер. на сега. Супер. Продолжуваме ние со муабетите. Вие, ако сте гладнички, направите си еден late night snack со ПКБ-ско нормално. Вака сега, рековме дека ќе ни треба асистенција од вас и веќе гледаме таму одбрал Ѓоко кој како треба да зборува. Значи, еве зашто ја викаме. Бидејќи Игор може да направи приказка од било што, ама негова приказка и да не измислува. Сега ни требаат рандом зборови. Значи сега не да забегувате Зимбабве да кажете па што ќе каже Игор, мада и за тоа ти ќе кажеш нешто. Значи, Имам другар во Зимбабве, во Хараре, Бобо Сеизов, Абе, се ајде. 80 и некоја година и уште живее таму, инженер на браните гледај. во Зимбабве и во Хараре. не го договарам. Значи не е ова договарано, како да ви кажам. Ајде првиот да видиме рандом збор, значи некаков. Дај, он ќе каже приказка. Тито. Тито, имаш Тито. 30 секунди да раскажеш приказна, 30 секунди течат сега. Опа брат, да речеме првиот и последен шамар што сум го јадел од татко ми Џамбас бил заради Тито и Deep Purple. Сега, од кај па Тито и Deep Purple? Вака брат, значи некаде 1 мај таа година беше продолжен викенд. Тоаш беше проблем да се набават плочи странски. Добро. Еден гоце од мој клас, ние во гимназија бевме, 3-та година мислам. Ти теча 30 секунди. Често одеше во Грција, му ја нарачав плочата 24 каратно пурпурно од Deep Purple. Добро. Дента, неделата, одиме на утакмица Вардар Олимпија 2-2 со другарите, пријаме гол Вардар у 90 минута, пцуеме до кермес, нарачуваме пиво и почнеме да трчаат војници. Ај од другиот пат. Ај. Важно ми ја донесе плочата мене гоце, истата вечер. Ама кога дојавме дома, се беше траор. Даде Тито. Тито умрел дента, се прекина програмата, мајка ми, татко ми, сестра ми и јас гледаме веќе четвртиот документарен филм за животот на другарот Тито оди, звони врата, Гоце се појавува со плочата, ми ја донело солун човекот плочата. Утре дента отидовме во гимназија, неавме часови, имаше она комеморација во спортска сала, од магнетофон пушта траорна музика, Лениновиот марш, држеа говори. Со Гоце се вративме кај мене дома, мајка ми и сестра ми беа, татко ми уште беше на работа, веројатно и у телевизија комеморација она. Ја пуштивме плочата, брат. Зезавата време. Ја пуштивме плочата. Deep Purple свири Speed King. Тито умрел, пичи Deep Purple кај тебе. Ја давам двојка. Уште не закопан бе Тито. Тито го закопа после 9 дена, нормален ли си? Двојка, па на тројка, па на петка. Момбе? На петка веќе почнаме, Гоце имаше голема коса, ја тоа почнеме косите. И влегува татко ми Џамбас и само ми рече: "Па сакаш ли да ме уапсат заради тебе конју еден?" И го ми варза е. Уште го памтам. Заради Тито и Deep Purple. Втор збор. Ајде, кој е? Ѓоко, каде? А, таму. Ајде, втор збор. Бугарија. Бугарија. Бугарија, 30 секунди за Бугарија. Па кажа пица излидови. Бугарија. Не, вака има еден бугарски 30 има. секунди сега, ајде. Еден бугарски има вака, ве седат у кафана на Шанк Мртов пијани и ја гледа една и вика: "Ще те ще умреш." И она го гледа и вика: "Дај оде обезбедување." Го: "Не! Аз когато ще те ти ще умреш." И ова веќе се пакува: "Че, каде? Аз тебе кога ще те ти ще умреш." И на овај дошол при ова му вика: "Ајде бе, ајде." А он ја гледа и вика: "Живеј." Ја оставил, браво! Ја оставил! Чекайте! Има уште истиот тип у парк у Софија, на Ајде. една клупа и се трезни така. И поминува една софиска госпоđа со пудлица. Добро, Од оние, знаеш. добро. И го минува, добар ден, се гледа, кај госпожа. И она застанува со кученцето и му се врти и она вика:
Къде му е главата на този куче? И он вика, за какво? За да го ебам газа. Кај е третиот? Оп, горе. Ајде. Гей. Што? Гей. Ова е интересно. Ева причата со Бранко беше гей, ама има една тажна прича поврзана Не со бе гей. тажна прича. Не, тажна прича во смисла дека беше напорно да се следи тоа. Значи имаше едно 2 години како во Скопје веројатно од душманите пуштено, како мене ме фатиле на некоја свадба у Континентал, јас сум бил кум, па ме фатиле со младожењата, сме си правеле вовче. И првиот официјален геј во Скопје, не биле овие тука што се прават сега, и јас сум бил душо. Ти си првиот гей? LGBT јас почнав во Скопје. Така е. Тебе ти дужа. Добро, до душе, јас почнав за да докажам дека не сум, ама не е битно, се борев. Нема врска, нема врска. Е, тебе за све имаш. Е, сега вака. Тато, јас сум геј. Ема, оди учи тамо, геј, било. Сега уште ќе ни треба од вас помош и тоа е еден од вас ќе треба да ни даде јакна, така? Јакниче било Ај што. побарај од некој, кој сакаш да се Кошњакот соблече? може? Да, што добра кошулја имаш што си се забарикадирал со тоа? Да, повели, дојди, Ето така. Сега Игор ќе ни покаже малце магија, а вие сите што бевте тројцата и плюс ти, драг пријателе, значи за вас имаме изненадување од Good Nature, од Cineplex и од Локал Логистик Пошта. Маестро магионичар Игор Џамбазов, зошто јакна би, што ќе правиш на јакната? Па добро, сега така па Дарко ни ја понуди, ама може било што е. Добро. Може може монтка, може. Лесно е ова или не е лесно? Во тој магионичарски свет, Значи кај? овој што ми го кажа еден рамче под наводници во Така. војска, Добро? ни ги зема сите цигари со овој штос. И ова ме чинеше штека 57 за да ми го каже. Цела штека. Села штека 57. На времето чинела 3000 евра. Не на времето, што во војска е онака богатство. Така, да е. не така, од тоа се живе. Значи потребни се 2 салфетки, дали книжни, дали овие Добро. текстилни, не е битно. 4 филтерчиња од цигари, Добро. еве ги. И, еве. Јакната изволте. од Даре. Нормална јакна, Нормална така? јакна, нели, нема ништо. Ева јакната од Даре. Толку од јакната, да. Толку. Добро. Ги ставаме 4 филтерчиња за цигари на своји позиции. Добро. Ајде. Значи овој трик работи на Клим. Ке му ја запалиш јакната. Значи, мора да биде се електрифицирано, Добро. односно наелектризирано. За почеток ќе ги наелектризираме филтерчињата. Ајде. Тоа се прави со дување. Ајде. Добро. Сега ништо не се дешава. Што правиш да ги добар си? Оп. Филтерче. Што правиш бе? Доле го ставаш. Опа! Две филтерчиња. Мирна. Ајде. Како бе дупка ли има ова јакна? Не, бе, божи. Ај, три филтери. Мирна. Ај. Чукли овде? Колку пати? Еднаш? Еднаш. Тргни го. Ај, нема филтерче. Чукни овде. Два пати. Отвори го. Ау, Иги! Иги Коперфилд! Иги бе! Ала, нека ти е. Браво. Ако Нема имаш дупки, пари за штека 57, Ѓоко штека 57 за Џамбазов. Штека. Продолжуваме со разговорот, одиме уште едни реклами, се враќаме.
Пати како Сречна слава, ова е Милка. О, фала. Праги се мори нивата ни Зорана останав да не станиш од тебе за дај море кај те дедов кај те за. Или нju, или ću sebe da ubijem. Значи мораш да вратиш моју Милку, она твоја скренула, бре, не могу ја веќе. Кој ти ги пери морагатите, а? Кажи ми тоа што го правиш, господа, путе па. Ќе да те опери, господа. Шта ко заради по цел ден? Празниците се уживаат со твоето омилено пиво по специјална празнична цена од 95 денари. Среќни празници. Овој даб е за тебе. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst. Mächtig. Er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Во 1942 година се случија две многу важни работи за човештвото. Се роди најдобриот музичар во историјата Пол Маккартни и се направи рецептот за највкусните мекици на сите времиња. Мекиците од Стража. Игор Џампазов тука продолжуваме со разговорот, ова е неговата најнова книга Облечен човек, која од задутре е во продажба. Дојдете си во Форца во 19 задутре ако сакате, нели, во живо да бидете тука. Иги, аудио изданијата се многу интересна работа за сите твои книги ова е. Не, за Гол човек и за Добро. Прирачникот за антиалкоголичар. Така. За почеток морам со две, па Тоа до е сајмот на книгата да стигнам и до Облечен човек. Аудиобук така наречен. Аудиобук многу е тренди тоа во Америка. Енди Гарсија, еден од најпознатите во Холивуд, што веќе 25-30 дела од класиката ги чита, феноменално звучи тоа. Сам си ги Но читаше ти? моето ки има некако да. Така? Тоа ќе Супер. биде квалитетот што Браво. сопствените книги ќе си ги читам јас, а оние што се познати личности што се живи и здрави, како во старите радиодрами ќе си ги кажуваат своите реплики, тие што ќе можам да ги соберам. Одлично. Така да оние што ги мрзи да читаат, овие се половина верувам студенти, освен за испити немаат време да читаат. Јарков ќе речеш освен оној онде. Така да на многу мрзеливи мозоци ќе им го Како не, ја тоа разубавам, ќе ја разубавам пролетта. Си се навигнав по кеј се Или пуштам дома си саат го и оставаш пол. во лаптопче, или во кола си Супер. го оставаш во CD-то. И ќе се трудиме, кај Перено Каут го правам во студио. Браво. Ќе се трудиме да биде онака, да има што повеќе ефекти, да има што повеќе музика и Браво. мислам дека ќе биде добро. Браво, кај Џони Деп значи работа. Кај Џони Деп, да. Одлично. Тоа е проф. Не личи он на Џони Деп. Добро. Џони Деп личи на Перено Каут. Така. Тоа не може да ми го објасни. Така. Малкумина знаа дека Бубо неоженет ќе останеше да беше ти. Аха, да. Така? Што збориме сега? Па Што е работа? Со сопругата на Бубо се работи, така? Да, ова е 87 година, Бранко Ѓорчев и јас добивме главни улоги во еден наставно научен филм што го снимаше Југословенската народна армија и во тоа време снимавме во Криволак, во Неготино, а спиевме во новоотворениот хотел Фени во Кавадарци, а секоја вечер во Фени свирија токму така. Бубо Каров, Бубо и компанија, брат му Трајко да. Каров, Ано и комплетната токму така. Тогаш се запознавме со Бубо, Бубо се уште живееше во Кавадарци. И еден ден ми направи чест со тоа што ме викна да присуствувам, да бидам член на групата што ќе ја грабнува неговата невеста. Да, во тоа време невеста во Кавадарци се грабнуваше со тоа што доаѓаш до нејзината куќа, почнуваш да лупаш на вратата, да се дереш како ненормален. Дајте ја! Овие на не ја даваме! Па вратата ја буткаш, па они седат по 5 души, па ќе подотвориш малце, па 100 марки, 100 марки, 100 марки, 100 марки, малку е вика дори 100 марки, ама Бубо и јас ја бутнавме вратата и ја освоивме невестата за помалку од саат време и за нешто повеќе од 1000 марки. Па чим Бубо се мачал, овие што биле таму бе?
Бубо беше твиги. Трансформери. Бубо беше твиги во Абе, тоа не, бе, време. зезе. Жими тебе колку мене беше Бубо. Па не си ни ти нешто слаб сега. Па не сум бе како слаб. Ја лапнавте, а? Да, И да. чекај, после тоа живеја во Кавадарци или се преселија во Скопје? Па ја мислам дека брзо после тоа Бубо почна нивната емисија на во тоа време Радио 2000 како се ННР-во, викаш. едно, друго. ННР-во, да. Така. И премина во Скопје. Јако. Уште некои од причите во книгава на брзинка да прочешламе. Мене ми е фасцинантен лик твојот татко Ацо секако и нормално уште пофасцинантен никогаш не сум се сретнал со човекот, ама вака од муабети од тебе, од други луѓе, Петре Приличко, дедо ти. Сега, за Петре многу ми е јако неколку работи, на брзинка да ги кажеме. Како тоа Петре бе на 70 години прв пат на забар отишол, се плашел ли, шо бил работа? Не се плашал брат, он умре со 32 заба. Па толку генетски му Ама шо? 60 години, кога ќе ги отвори очите, прво што јаде јаболко. Јаболко, а? Apple a day keeps the dentist away. И 78 или 9 снимавме еден филм Учителот, Добро. за животот на Григор Приличев. Ацо Јовановски играше Григор Приличев, дедо ми нешто малку, јас го играв внукот на Григор Приличев што гние по турските зандани заедно со него. Спиевме во Десарет, дедо ми беше хипохондрик страшен. Да. Едно сабајле го гледам дека, шо ти е бе вампир? Да видиш што ми се појавило на забот. Шо ти се појавило, камо да идем на забот? И отвори устата и тука една точка, брат. Ама точка како кафето да не си го избришал што си Така, го бе, пиел. така. И гледам дека е така. Кариес чепара, тоа како се вика тоа? Кариес, да. И го однесовме во Охрид, од Десарет. Дојавме таму, а стоматологот го гледа, Чичко Петре им дошол и се смее, вика, шо е работа? Имам бе синче, што проблем тука на забот, вика, извади ја вилицата. Каква вилица, бе? Дедо ми го гледа и му вика, почна се ударија по забите. Мој се бе, мој се! А ти упреш, добро тето, не Тој бој. не му се веруваше, вика, дај сега ќе те стругнеме малце, брат, кога ги виде тие. Ај, По тоа време тие зуеа, ама не знаеш како зуеа. Сега се бешумни. Така. Не само што зуеа, туку става едни памукчиња за децата да се радујат, па тоа памукчето одеше по тоа. Да видите? Брат, он кога ги виде тие хируршките такви, само пошо 3 медицински сестри и јас го државме, секој за по краката, тука четворица, онлака, брат, како да му ампутираат ногу партизански филм. И ништо го прв и последен пат на забар, не на 70, на повеќе. Ова, да, 72-3 години. Беше многу по рибите. Мислам овие Да, рибите. да. Ти си по другите риби, овој беше И он по беше риби. по сувите риби. И он беше. Така. Така. Ево мора да ја кажам, ова е добар, ова е добар. Кажи. Значи нема крај на приказките за него. Да. И пред 3,5-4 години имав доволно време за нова авантура. Трендафил имаше работа во Скопје и му викам оставиме во Струмица. Ноќе дојдовме. Он мораше да се врати сабарето за Скопје, имаше некоја неодложна и сериозна работа. Дојдовме и сега свикам кај да спијам во Струмица. Поминавме низ Струмица, ми изгледаше малку даун нешто. Таму викам, ај вози за Радовиш. Ај таму ми е сигурна варијанта, си имам во Радовиш, а? И на изгледот од Струмица поминуваме, прво е Добрејци, па го поминуваш Василево и одиш на кај Владевци, на кај излезот од Струмичка општина. И од десно, брат, во ноќта, голем паркинг, хотел, Мистон. Кој, не сум знал дека Мистон хотел. Зона сумрак. Во село Василево. Ме остава Трендафил на паркингот, се поздравуваме. Јас со Бошко и со едно ранче. Толку. Мислам дека и гитарата. И влегувам брат ноќе, 2,5-3 сат сабајле, доаѓам до рецепцијата, нема никој, а над рецепцијата уметничка слика од дедо ми Петре во улогата на Мандана во Манданата. Мистон. Толкаво, И а? онака, зона сумрак. Само ти уште Петре не искочи И на ја посам на рецепционер. ова звончето, цин. Ево, чекај, драматички. Да. И газдата доаѓа. Да, повелете, кога ме виде, ја викам, сликата што? И сватив дека човекот импресиониран од приказката за Мистон, решил мотелот да му се вика Мистон, заради тоа што само на 150 метри од таму е всушност местото или кај што е грабната Мистон, или каде што се предавал откупот. Значи историски,
Да, Докажано? таму во Василио има марш, Мисторн планински марш, возможно Абе, секоја година прават. сешто. Јас сум почесен граѓанин на општина Василево. Така? Абе, шо? Значи те броја таму попишот. Така, поздрав до градоначалникот, докторот, поздрав до Јонче Македонче, поздрав до Тони Мишинката. Еве имам и дете од Василево. Каде? Неговиот татко ми беше Так. Аплауз за Славе од Василево. Предпоследниот официјален ветеринар на Бошко беше татко. И останав тогаш може месец и пол дена седев, 2 месеца, цело лето. Ја чекавме Богородица, голема, кај нив е тоа, правев концерти ја ваму таму и се слушае приказка. Градоначалникот доаѓа пред Богородица, вика: те носам на финале на фудбалски турнир во Пиперево. Тоа е првото село. Добро. И има многу такви фудбалски турнири она, одиме финале, градоначалникот и јас, и градоначалникот ме запознава пред да ја гледаме утакмица во финалето со кметот на Пиперево и со попот од Пиперево. По тие малите места кмет, поп, учител, тие се главни. Значи кметот и попот. И се запознаваме. Свртевме едно кругче и почна финалето. Пиперево против Градско Балдовци финале. Пиперево едни плаво-бели дресови кој Кристал Палас. И ноќе осветлено, прекрасно, за рај за очи. Народ тука, деца. Да. И почна финалето, ама досадно. Прво полувреме 0-0, јас со градоначалникот и со кметот си гледаме. Јебе, какво Второ полувреме 0-0 и 2-3 минути пред крај, петката од кај Балдовци, од Кристал Палас, од 10 метара, у раклја, 1-0 и завршува утакмицата. Ама типчево што го дае голот, многу ми е познат. Са јас знам многу луѓе у Василево, у Пиперево, у Балдовци, у Бросениково, до Струмица, све е моје. Ама не ми е јасно сега, викам, дека ме познат тај човек, бе. На градоначалникот му вика: кој бе? Тај што го даде голов, викам, кој е тај? Попове. Попот што го запозна? Попот што го запозна. Кажи, Славе. Значи, Попот си се запознаа со мене, мантијата крак, ја облекува петката, и пука гол. Еврогол. Кој оде гол? Попове. Што се чудиш ти? Браво, браво за Попот, браво. Уште еднаш да повториме Игор Жампазов, облечен човек од задутре во продажба. Еве од нас за Иги ова, а од Иги за вас сега ви спремаме нешто интересно, а тоа е по повод концертот на Нокаут во Универзална кај што гостуваш. Да, значи во среда за 3 дена на 17. така. Првиот мислам дека веќе е распродаден, Жаре. Добро. Најверојатно ќе има и втор на 18. Ми од ДНО, Тони Зен, Last Expedition и јас сме гости и ако сакате да гледате квалитетен ампла концерт, ве чекам, а во име на тој концерт ќе го одпееме вечерва. Голем поздрав до Пере, до Франци, до комплет Нокаут. Нашиот најголем хит во Бестрага ќе помогне и публиката, ама ја пееме на Хелиум. Во Бестрага на Хелиум. Ајде да видиме. Таму?